Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Фон дер Лајен во Скопје на средби со државниот врв ја завршува посетата на регионот. Очекувања за креативни решенија и реафирмирање на позициите. Фотографии од средба на Бранко Црвенковски со градоначалникот на Охрид Пецаков и носителката на советничката листа од Знам предизвика револт во СДСМ. Или си СДСМ или не си. 500 евра казна за разрешениот директор на неврологија. Инспекторите од ДСЗИ потврдија дека прегледувал без лиценца. Грејната сезона и официјално стартуваше. Сад бараат повеќе пари од сојузниците во НАТО за оружје во Украина. Во овие вести во живо се вклучуваме од посетата на претседателката на Европската комисија. Останете со нас. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен предмалку пристигна во владата на првата средба со премиерот Христијан Мицковски. Незината посета ја следи колешката Ивана Соколович-Најдова. Имаме во живо во овие вести. Ивана, каква е агендата на председателката на Европската комисија во Скопје? Да, Иван, пред 10 минути шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигна во Скопје. Првата точка за разговори е овде во владата, каде што ја пречека премиерот Христијан Мицковски, иако детали првично не се откриваат што ќе биде дел од разговорите на заедничката маса. Јасно е дека ќе се разговара за инвестициите кои што самата фон дер Лајен ги најави во Македонија во однос на отварањето на фабрики за вештачка интелигенција. Не е исклучено на маса да бидат секако во фокусот и македонските евроинтеграции, но што конкретно ќе биде разговарано, какви заклучоци ќе има на овие разговори со Мицковски, ќе знаеме во соопштението кое што ќе го испрати владината прес-служба со оглед на тоа дека најавено е на оваа посета на Урсула фон дер Лајен во Скопје да нема обраќање пред јавноста, ниту пак изјави за медиумите. Во пресрет на доаѓањето на фон дер Лајен во Скопје имавме можност да слушнеме и став на председателката Гордана Следеновска-Давкова, какви се нејзините очекувања во однос на доаѓањето на фон дер Лајен во Македонија како дел од балканската рута која што е шефицата на Европската комисија имаше изминатите неколку дена. Гордана Следеновска-Давкова вели дека очекува конструктивни разговори со фон дер Лајен, очекува конкретни решенија како што вели околу самиот процес на проширување. Во текот на вчерашниот ден во изјави исто за медиумите председателката кажа дека не е исклучено на маса да бидат ставени разговори околу односите со Бугарија, за кои што вели дека имаме цврсти аргументи. Да слушнам изјавата на председателката. Верувам дека ќе зборуваме за реформската агенда и за планот за раст, иако веројатно тоа е повеќе во сферата на разговорот со владата. Се разбира, јас очекувам после нејзината храбра изјава дека треба да се предизвика или да се урне штитот на консензусот како нужен за исчекор или за евроинтеграција, да чујам креативни предлози и решенија. Ние сме спремни за диалог, впрочем и сме имале неформални диалози. Да, Ивана, посредбата со Мицковски фон дер Лајен оди во кабинетот на председателката Силјановска. Ќе има ли воопшто средба со некој од представниците на опозицијата? Иван, за сега нема најави, тоа барем го потврди лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој што вели дека средба со фон дер Лајен не е планирана, но упати директно прашање до македонската влада, велики дека таа е онаа која што е сега на потек да даде одговор каков е планот и визијата на Македонија во однос на целиот интегративен процес, иако критикува дека година и пола нема никакви придвижувања на овој план, вели дека токму владата е таа која што треба да одговори кои се следните чекори на Македонија во пресрет и на оваа посета на фон дер Лајен, но и очекувањата за самиот процес. Да слушнеме неговата изјава. Не, средба со фон дер Лајен не е најавена. Во тој контекст ние чекаме испорака од владата. Ние чекаме државата да
тргне напред. Еве, немаме план, ниту визија, ниту на тоа поле. Ништо не се случи изминативе година и пол дена. Веќе се затвораат кластерите целосно во Црна Гора и во Албанија. Многу е веројатно дека до 29 година ќе станат земји членки на Европската унија. Владата треба да каже што ќе правиме ние. Да, ова беше ставот на Венко Филипчев во однос на доаѓањето на фон дер Лајен. Како што спомена в првата точка за разговори овде во владата со премиерот Мицкоски, пошто следува средба и со претседателката Гордана Стојановска-Давкова, а посетата на Македонија фон дер Лајен ќе заврши со средба со првиот човек на македонскиот парламент Африм Гаши. Какви ќе бидат заклучоците, кои ќе бидат темите на кои што ќе се разговара на оваа посета на фон дер Лајен, кратка би рекла од неколку часовна на Скопје, ќе имаме во заедничкото соопштение кое што го најави владината преслужба. Да, повеќе детали очекуваме во Централниот дневник. Ивана Соколович најдова. Благодарам за ова вклучување. Поранешниот лидер на СДСМ и поранешен председател на државата Бранко Црвенковски предизвика вознемирување во редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Фотографија од ресторан во Охрид, на која се гледа дека седи на маса со градоначалникот од редовите на ВМРО-ДПМН и носителката на советничка листа од Знам, го предизвика Филипче да одговори во негов стил. Пецаков вели дека се работело само за куртоазна средба. Или си СДСМ, или не си. Цитирајќи легендарна изјава од партиските митинзи на Црвенковски, актуелниот лидер на СДСМ ја коментираше фотографијата која се појави во медиумите и на која поранешниот председател е во друштво на функционери на ВМРО-ДПМН, пратеник во собранието и охридскиот градоначалник. Во однос на сликата која што излезе во социјалните медиуми вчера од поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, ја можам само да го цитирам поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, а тоа е или си СДСМ или не си. Заедничката фотографија со Црвенковски градоначалникот на Охрид ја искоментира како случајна средба во полн ресторан. Средбата немаше врска со политика, ниту пак во било кој момент се зборуваше за нешто такво. Во ист објект бевме, буквално случајна средба, па седнавме на иста маса. Ресторанот беше полн и воопшто не станува збор за никаква тајна вечера или скриена средба, вели засител градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Истовремено на социјалните мрежи фотографија, веројатно од истиот ресторан, објави и носителката на советничката листа на партијата Знам во Охрид. Со најдобриот и посебен лидер, напиша Марина Ѓорговска од Знам. Бранко Црвенковски официјално е повлечен од политичкиот живот повеќе од 10 години. Неговото име се поврзуваше со формирањето на партијата Знам, каде замина голем дел од членството на СДСМ, но тој јавно никогаш не зборувал на оваа тема. На крајот од 2020-та напиша отворено писмо во кое го замрзна членството во СДСМ, силно критикувајќи ги политиките на Заев во односите со Бугарија. Александар Спасовски, Сител телевизија. Предвремени парламентарни избори нема да има, уверува владеачката ВМРО-ДПМН. Опозицијата пак вели дека власта знае оти никогаш нема да освои толков број на пратеници. Додека Филипче обвинува за лоши економски резултати, од ВМРО-ДПМН најавуваат реформи во судството за расчистување, како што велат со криминалот на СДСМ и ДУИ. Владеачката ВМРО-ДПМН цврсто застанува зад ставот дека ќе нема предвремени парламентарни избори на пролет и дека барањата на опозицијата се само гола желба за привилегиите што ги носи власта. Мандатот на оваа влада е до 2028 година и следните избори ќе бидат во 2028 година. И тоа е всушност разликата помеѓу нас и црната коалиција на СДСМ, ДУИ и Левица, која што е другата страна. Минатата година отидоа во опозиција, само една година и 3 месеци се поминати откако се во опозиција и не можат да додржат да останат во опозиција и цело време предвремени избори. Кога некој толку бара предвремени избори, тоа значи дека него го интересираат само привилегиите од власта, а овие ги интересира и криминалот од власта. Од опозицијата пак возвраќаат, Мицкоски знае дека сега нема да може да освои толков број на пратеници како на ланските избори. Имаме недоследност во изјавите на премиерот, еднаш ќе има, еднаш ќе нема. Предвремени избори, сметам дека тој е свесен дека волкав број на гласови и пратеници како што доби лани, никогаш повеќе нема
да добија затоа што луѓето дефинитивно се освестија. А ние сме спремни било кога да настапиме на парламентарни избори. Филипче е уверен дека власта губи гласови повикувајќи се на економски параметри до кои дошле во СДСМ. Реалната годишна инфлација е околу 4%. И тоа се чувствува секој ден, имаме едноставно најскап живот во регионот. Премиере, каков е планот? Како владата планира да покрие буџетската дупка од 1,4 милиарди евра до крајот на годината? Понатаму, каде се капиталните проекти кои што беа најавувани? Според лидерот на СДСМ, Македонија има највисок јавен долг во регионот од 62,9% од БДП, а историски најниска стапка на капитални инвестиции од само неколку стотини милиони евра. Од владата пак со сосема поинакви бројки. Велат јавниот долг до крајот на годината нема да го постигне планираното ниво од 62,1%, додека капиталните расходи растат споредбено со лани. Не очекуваме од Филипче да знае и да биде економист, но барем да се консултира со некој што се разбира во бројки, реагираат од владата. Од ВМРО ДПМН и со порака до поранешните функционери на СДСМ и ДУИ повеќе да се загрижени за реформите во судството што следуваат по локалните избори. После локални избори ние нема се занимаваме со предвремени избори, туку ќе се занимаваме со расчистување во судството и обвинителството и сите овие кои што ја злоупотребија власта од коалицијата на СДСМ, ДУИ и Левица, така наречената црна коалиција, ќе одговараат по завршување на овие избори, затоа што тоа е фокус број 1 по завршување на изборите. Последните денови од изборната кампања реториката меѓу двете најголеми партии се заострува и најчесто се сведува на меѓусебни обвинувања за лоши политики и корупција. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка по иницијативата на лидерот на Левица Димитар Апасиев за упатството на АВМУ за изборното рекламирање. Судот оценува дека упатството е согласно со изборниот законник. Значи, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни, доколку постапела како што во наводите од иницијативата предлага подносителот на иницијативата, во тој случај Агенцијата би си ги пречекорила своите законски овластувања. Подносителот на иницијативата, како добар познавач на правото, имал 4 години можност да иницира законодавна акција, бидејќи тој истовремено и пратен. Значи имал 4 години да иницира законодавна акција, да предложи измени и дополнувања на изборниот законник за тоа како ќе се распределува минутажата што им е одредена со закон. Меѓутоа тоа не го сторил во изминативе 4 години, го сторил во тек на изборниот процес. Кандидатката на СДСМ за градоначалничка на Скопје, Каја Шукова, последните 15 месеци најавува 15 нови паркови и 10.000 садници низ Скопје. Орце Ѓорѓиевски, како кандидат на ВМРО ДПМН, најавува 2 нови средни училишта во Скопје и фотоволтаици на сите останати. 2 нови згради за средните училишта во Ѓорче Петров и Драчево, енергетска трансформација на сите училишта, прочистувачи за воздух, дигитализација со брз интернет, смарт табли, проектори и дигитални содржини, најави кандидатот за градоначалник за Скопје од ВМРО ДПМН. Во планот за унапредување на образованието во главниот град и проектот за рестартирање на планетариумот во МКЦ како центар за наука и технологија. Секој училиште ќе добие фотоволтаици, нови фасади, термоизолација и паметни системи за следење на потрошувачката на енергија. Ќе продолжиме со дигитализацијата на училиштата, брз интернет во секоја училница, смарт табли, проектори и дигитални содржини создадени од наставници и студенти. Ќе воведеме АИ, личен тутор, дигитален асистент достапен за секој ученик. Ќе го рестартираме планетариумот во МКЦ, кој ќе стане центар за наука, култура и технологија, каде децата за астрономијата ќе учат со љубопитност. Уредено корито на Серава и зелена оаза, нови булевари и надвозници за поврзување на општина Бутел со останатиот дел од градот, најави кандидатката од СДСМ. Шукова ветува и решавање на проблемот со вода кој го имаат жителите на оваа општина. Ќе ја вратиме Серава како гордост на заедницата. Уредено корито, пешачки велосипедски патеки и зелена оаза наместо дива депонија.
Новите мостови и надвозникот на булевар 8 септември ќе го поврзат Бутел со центарот. Ќе скратат време на патување и ќе донесат подобар јавен превоз. Со клучката Словенија Никола Карев и новите булевари, Бутел конечно ќе стане равноправен дел на Скопје со модерна инфраструктура, осветлени улици и безбедни патишта. Жителите на Бутел имаат акутен проблем со недостиг на вода за пиење и никој не превзема ништо околу тоа. Проблемот не се решава со козметички зафати. Кандидатот од коалицијата Искуство за успех преку соопштение најави решение за паркирањето во Скопје со нови катни гаражи и пензионерски дом што ќе се гради на местото на постојните бараки на градската администрација. Во трката за градоначалничката функција на главниот град се 16 кандидати, од кои 3 независни. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Своите проекти и ветувања пред граѓаните ги презентира и кандидатите низ општините. Ветуваме реконструкција на Кочанската болница, ќе ја реновираме и модернизираме Кочанската болница. Граѓаните да добијат соодветни здравствени услуги, кои што заслужуваат. Инвестицијата ќе биде во нова опрема, нови оделенија и подобри услови за вработените во неа. Во делот на спортот, културата и младите, ветуваме и ќе изградиме конечно затворен базен. Граѓанските организации се нашите најважни партнери. Заедно го креираме буџетот, ги носиме одлуките и ги спроведуваме проектите што носат подобар живот за центарци. Со нив обезбедивме поддршка за најранливите категории, за возрастните лица, за лицата со попреченост и оние на кои им е потребна психолошка и социјална помош и заштита. Во нашата програма, која што ќе ја реализираме, активности за лицата со попреченост кои се предвидени ќе бидат пристапни рампи, пристапни веб страници на институциите, пристапни спортски сали, звучни семафори на клучните крстосници во градот. Ќе реновираме трговскиот центар во Бутел, испојување на двете ламели со посебни патеки, со луѓето со посебни потреби и мајките со колички. Поставување на рампи и потикнување на микро и малите предпријатија. Под 2. Подобрување на условите на основните училишта. Бурни реакции во јавноста и помеѓу политичките партии предизвика аудио снимка објавена на социјалните мрежи со која се тврди дека наводно градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари во општинската зграда сексуално вознемирува вработена во неговиот кабинет. Одвреди велат дека оваа снимка е само доказ на политичката култура која 20 години ја задушува одговорноста. Не се радуваме на ничи срам, но имаме обврска јасно да кажеме дека Кичево заслужува подобро, стои во нивната реакција. Од ДУИ пак велат дека оваа снимка е фабрикувана пропаганда и бараат надлежните институции да ја утврдат автентичноста на аудиоматеријалот. Ова сценарио добро го познаваме, кога не можат да се соочат со идеи, кога немаат проект, измислуваат скандали, монтираат разговори, фабрикуваат факти и ги шират со единствена цел граѓанинот да ја изгуби довербата во политиката и да остане дома на денот на одлучувањето. Велат од ДУИ во одбрана на својот член Дехари, кој на овие избори е кандидат за нов градоначалнички мандат. Изборната кампања и очекувањето од изборите, за функционалноста на коалицијата и поддршката од сопартијците. По тема на денот со лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски. Казна од 500 евра треба да плати разрешениот директор на неврологија. Ова е санкцијата која ја изрекоа инспекторите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, откако при вчерашниот вонреден надзор на клиниката потврдиле дека Кузмановски прегледувал без лиценца. Казна од 500 евра за разрешениот директор на неврологија, бидејќи половина година прегледувал пациенти без важечка лиценца. Игор Кузмановски од 15 март, кога му истекла дозволата за работа, до август, кога беше назначен за ВД директор на клиниката, вршел здравствена дејност противно на законот, утврдили инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Во врска со работата на доктор Игор Кузмановски како здравствен работник без важечка лиценца за работа, ќе му биде издаден прекршочен платен налог според член 309 од Законот за здравствена заштита, но парична казна ќе има и за клиниката и за претходниот директор. За сите констатирани недостатоци во однос на работата на неврологија,
ќе биде издадено решение за наредба за отстранување на недостатоците, пишува во извештајот од ДСЗ. Освен во редниот надзор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, интерни комисии има и на клиниката кои беа формирани од новиот ВД директор. Случајот со Кузмановски го разгледуваат и во лекарската комора, откаде најавија дека деновиве ќе одлучат како ќе постапат. Пред 5 дена се појави снимка на која доктор Кузмановски меша бела прашкаста материја и коментира за квалитет на дрога. Ова предизвика лавина од реакции во јавноста, а неврологот истиот ден беше разрешен од менаџерската функција. Сања Димитровска, Сител телевизија. Денеска и официјално стартуваше грејната сезона. Од Регулаторната комисија за енергетика предупредуваат за обврските кои ги има ЕСАМА. Оттаму пак ги повикаа граѓаните да се погрижат за внатрешните инсталации, доколку имаат проблеми со снабдувањето. Со млаки радиатори официјално почна грејната сезона во Скопје. Поради ремонт на цевководот во Бугарија и прекин на испораката на газ од турски тек, следните 2 дена парното ќе биде послабо, информираат од Номагаз. Потребните известувања ги испратиле до ЕСМ и Регулаторната комисија за енергетика. И доколку има промени околу времетрајањето на прекинот, дополнително ќе информираат. Додаваат од Номагаз. Од РК пак напоменуваат дека согласно законот, парно мора да има. РК подсетува дека сигурноста во снабдувањето е примарен интерес и дека законската регулатива овозможува во услови на прекин испорака операторот со природен газ, Номагаз, да може да изврши навремено полнење на цевката и количината да ја распредели соодветно во критичните денови за корисниците, кои се греат на топлинска енергија. Дали утринава имавте парно грејење? Парно грејење немаше. Немаше, ладни беа радиаторите? Па, така. Мислам дека имаш малце слабо, да. Комшиите кај нас во зграда во аеродром се жала дека има слабо грејењето. Па не се грееме на парно, да. Екипите на ЕСМА постојано се на терен, велат од оваа компанија. За да имаат станарите грејење, апелираат да се проверат инсталациите во објектите и да ги подмират сметките за електрична енергија за топлинските подстаници. Во моментов 88 објекти немаат обезбедени услови за испорака поради дефекти во внатрешната инсталација. Во делови од градот каде се врши санација на дефекти на топлификацијската мрежа, истите навремено се објавуваат на веб страницата ЕСАМА снабдување. Инаку грејната сезона почнува на 15 октомври и трае до 15 април. Ако температурите се пониски од 12 степени, може да заврши најдоцна до 30 април. Парно грејење користат на 60.000 домаќинства. Истото е достапно само за жителите во главниот град. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Дали Националниот центар за вештачка интелигенција ќе ги изеде ресурсите за струја и вода? Објавата која пристигна вчера го отвори прашањето за функционалноста. Од Финки велат дека се подготвени, а Македонскиот центар нема да биде толку голем како тие на технолошките гиганти, па со тоа нема да има ниту такви потреби. Вака изгледа еден од поголемите дата центри за вештачка интелигенција во Соединетите Американски држави. Во собственост на Microsoft чини околу 7 милиарди долари. Ваквите AI фабрики годишно трошат околу 4% од вкупната потрошувачка на електрична енергија во САД. Трошат и огромни количини вода за ладење со оглед на тоа што ваквите системи загреваат многу. Везилка, првиот национален центар за вештачка интелигенција во Македонија, ќе биде далеку поскромен од оние во собственост на глобалните технолошки гиганти. Инфраструктурата ќе биде инсталирана во кругот на технолошките факултети во Скопје, каде што се наоѓа и Финки. Графичките картици ќе бидат сместени дел во така наречената сервер соба, дел во надворешен контейнер во кој исто така во моментов сместени се сервери кои ги користи факултетот. Но треба ли да стравуваме дека Везилка ќе ги изеде ресурсите на струја и вода? Во рамките на нашите податочни центри тоа се работат скромни ресурси кои што не прават подршувачка од повеќе од една зграда, да кажеме, што тоа е од ранг на неколку десетици киловати. Така што не станува збор за голема инфраструктура. Верувам дека периодот на биткоини беше многу далеку по-ризичен за нашиот електроенергетски систем отколку вештачката интелигенција што представува сега во иднина.
Националниот центар во суштина ќе ги користи ресурсите на европската АИ фабрика Фарос во Грција и токму таму ќе биде целиот притисок во однос на потрошувачката на енергија. За професорите на Финки, развивањето на вештачка интелигенција не е новина. Таму веќе се развива ваква технологија, но поради скромната опрема таа главно се користи за тренинзи. Со изградбата на Националниот центар, достапни ќе им бидат европските суперкомпјутери, а од тоа бенефит се очекува да имаат и академската заедница, но и јавната администрација, стартапите и компаниите во државата. Даниел Василев, Сител телевизија. Интернационалниот фестивал на детски театар Игор Маџиров официјално ќе биде отворен вечерва во 19 часот со куклената представа за млади Франкенштајн. По надпреварувачкиот дел на фестивалот ќе има 6 представи од Суботица, Загреб, Белград, Темишвар, Скопје и Јатина. Официјалната програма трае до 18 октомври. Сите овие представи, значи освен првата, нашата представа Франкенштајн, ќе се надпреваруваат за Гран-при, награда за режија, 2 актерски, награда за костимографија и награда за сценографија. Имаме чест и задоволство и оваа година, четвртото издание на овогодинишниот фестивал, да го отвори председателката на Република Северна Македонија, господјата Гордана Силјановска-Давкова, која што и оваа година е патрон на нашиот фестивал. И ги повикувам гледачите, јавноста, да ја погледнат нашата програма. Ќе играме на уште 2 локации, да напоменам. Едната е Албанскиот театар, каде што ќе се одиграат представата од Хрватска и од Суботица, нели? И ќе играме во театарот Комедија, каде што ќе гостува Душко Радовиќ, поради неможност да ги примиме поголемите представи на нашата мала сцена. По продолжение